За земјоделието 2021 ќе се памти како година со највисоки исплати, тврди забедник министерот Трајан Демковски. Вкупно 203,5 милиони евра инвестирани се директно во земјоделскиот сектор по разни основи. 146 милиони евра се исплатени за двете програми кои ги креира Министерството, од кои 121 милион евра за субвенции и 25 милиони евра за инвестиции во руралниот развој. 18 милиони евра за капиталните водостопански инвестиции, средства кои долгорочно го решаваме водоснабдувањето и стабилното наводнување. Реализацијата на буџетот на платежната агенција е 99%, а само преку ИПАР 2 склучевме 507 договори со вкупна побарана сума од 16 милиони евра. Само за финансиска поддршка во земјоделството, односно популарните субвенции, исплативме над 7,5 милиарди денари или 121 милиони евра. Тоа се средства кои како директна поддршка се дадени за сточарите, за лозарите, за тутунопроизводителите, за градинарите, за овоштарите, целосно и неселективно. Во делот на активностите на Агенцијата за храна и ветеринарство, годинава спроведени се 43.900 контроли, изречени се 6.290 мерки. Од кои најголемиот дел се решенија за отстранување на недоследности, меѓутоа имаме 47 прекршочни пријави и за жал 19 кривични пријави. По сите овие е постапено. Исто така морам да истакнам дека небезбедната храна која како потенцијал можеше да дојде во контакт со нашите потрошувачи е уништена, односно инспекторите подништиле над 15 тони храна, а самите оператори по налог на нашите инспектори уништиле 23 тони небезбедна храна. На денешната пресконференција сите институции од земјоделскиот сектор најавија дека и во 2022 година ќе продолжат со реализација на мерките и политиките за континуиран развој.